Драги сограѓанки и сограѓани, поддржувачи на шарената револуција, од мојава перспектива изгледате прекрасно. Сакам уште еднаш да се подсетиме на вчерашниот немил настан, што ја покажа целата мизерија на оваа владење. Кој нашиот другар, кој меѓу нас познат како Джовани, вчера беше приведен во полициска станица и беше држан 6 часа. Ова е самото потсетување на една од причините зашто сме секој ден на улица. И сакам да ја порачаме на власта дека не се плашиме. Не се плашиме. Не се плашиме! Не се плашиме! Не се плашиме! Селективна аболиција може. Пиштоли во авион може. Пари во шишиња може. Насилство на изборите и текнење за уши може. Прикривање на убиства може. Динамит за космос може. Вистински куршуми за граѓаните на шарената револуција може. Притвор за невини демонстранти може. Работување на млади луѓе само под услов да имаат партиска книшка може. Руинирани студентски домови може. А слободна мисла, слободно изразување, односно демократија, слобода, правда и мир не може. Тоа е најзабранетото нешто во оваа наша држава Македонија. Затоа ние сме тука да го смениме тоа. И нема да се повлечеме. Нема да не запрат и нема да ни ја уништат шарената револуција. Не можат да ја избришат. Таа трае и живее во секој од нас. Таа во полнек истурена низ сите градови на Македонија. И само ќе расте и ќе се засилува секој ден се до конечниот крај, до конечно враќање на слободата и демократијата во нашата држава. За крај, сакам да ја прочитам молитва од нашиот великан Блаже Колевски, која вели вака: Спаси ме Боже од болните луѓе, што се накажани, да не се криви. Нивната злоба, умерено судија, самите од неа одвај се живи. Тие се мислат повикани да водат, како Мојси и другите пророци, а самите не можат да се ослободат и влечат по себе ситни пороци. Дај Господе, што помалку очите да им ги подам, штом тие